Средното општинско училиште Ѓорче Петров денеска го одбележува патрониот празник. Во чест на патронот, околу 900 ученици, колку што учат во 5 струки со 8 профили, добија подобри услови за едукација и практична настава, како од профилите лични услуги, така и од здравствените струки. Со средства од локалната самоуправа во висина од околу 30.000 евра, училиштето доби нова лабораторија, фризерски салон, опремена просторија за физикална терапија и мултифункционален центар. Станува збор за проект вреден од 1.750.000 денари или околу 30.000 евра, обезбедени од буџетот на локалната самоуправа, со цел подобрување на квалитетот на практичната настава во ова училиште. Направени се нови простори за фризерска едукација и обука, тоа е фризерски салон. Исто така направени се и нова лабораторија и исто така практична настава за физикална терапија. Проектите во ова училиште се многу реализирани досега од страна на локалната самоуправа, Министерството за образование и владата на Република Македонија и голем број на донатори. Уште еднаш да упатам голема благодарност за сите оние кои имаат досега донирано и инвестирано во ова училиште и во целиот образовен процес и сите училишта на територијата на општина Прилеп. Досега локалната самоуправа со сите овие институции имаме реализирано преку 8 милиони евра вредни проекти во подобрување на квалитетот на образование и слободно можам да кажам дека општина Прилеп има едни од најмодерните и најсовремени училишта на целата територија на општина Прилеп. Зборувам и за училиштата и во градот и во населените места на ниво на Република Македонија. Задоволство е да се отвори овој исто така битен проект за училиштето Ѓорче Петров, а тоа е прекрасно средена библиотека која многу ќе им користи и на учениците и на вработените. Ние ќе се потрудиме заедно со градската библиотека и општина Прилеп да го зголемиме фондот на книги овде за читање. Благодарност за локалната самоуправа и градоначалникот на општина Прилеп што ги препозна сите наши потреби за изработка на еден центар ваков за практична настава. Она што ние го ветивме дека ќе го направиме пред учениците, тоа и го исполнивме. Сакам да се заблагодарам и на Советот на родители кој што донираше средства за да може интериерот да изгледа вака како што изгледа денес. Благодарности до многу фирми кои што помогнале. Нашето училиште е препознатливо како стручно училиште и од тука со едни вакви услови ќе можат учениците по завршувањето на средното образование сами да отворат бизниси каде што ќе можат да остваруваат личен доход за себе и за своето семејство. Значи ова библиотека нас ќе ни користи како мултифункционален центар. Во него ќе можеме да одржуваме битни состаноци и можеме да пребаруваме електронски на сите проекти кои што ќе работиме во иднина. Задоволни сме од новите простори. Старите простори не беа нешто посебно, беа постари. Немавме некои такви услови. Сега сме позадоволни со новите услови. За следната година планирано е уредување на спортските терени и облагородување на дворната површина во училиштето со хортикултурно уредување.